Господин Грковски, каков беше годинава интересот на училиштата да ги подготват своите ансамбли? Секоја година Сдруженијето на музички педагози на Република Македонија организира регионални и републички смотри на хорови, оркестри, како и вокални солисти или пак инструменталисти. Така и оваа година, како што забележавте, настапија неколку хора, околу 4 хора, десетина оркестри и сега во овој момент, како што забележувате, ќе настапуваат вокалните солисти. Ова е традиционално, секоја година се одржуваат овие регионални смотри, што значи понатаму оние кои што ќе освојат прво место заменуваат на републички натпревар, кој што републички натпревар пак го организира Сдруженијето на музички педагози на Република Македонија, кое што се одржува во Кавадарци. Од каде се оваа година има училишта, ученици, хорови и оркестри? Офатени се училиштата од Тетово, Гостивар и Дебар. Тие се најчесто 3 града кои што со нивните таму, како што им се организирани овие, што би рекол, музички активности, на тој начин и според бројот на часовите или како е она предвидена со програмата, самите наставници си предвидуваат и воедно тие се на некој начин должни да настапуваат на овие регионални смотри. Колку се заинтересирани учениците, основците за учество во вакви ансамбли? Пак во последно време може да кажам некако намален е бројот на учениците, бидејќи и самите изјави на учениците се поврзуваат со голем број на часови, со временскиот простор, немање на услови, немање на кабинети и ред оние пропратни работи кои што се поврзани со самиот предмет музичко образование. Меѓутоа сепак со големи напори тие обстојуваат и се одржуваат. И после овие регионални натпревари следуваат републичките во Кавадарци, очекуваме дека тетовските ансамбли ќе успеат да стигнат до посакуваните места. Секоја година се пласираат некој од училиштата, независно дали е хор, дали е оркестар или интерпретатор, инструменталист, солист, не е битно. Меѓутоа манифестацијата продолжува и понатаму да се одржува.